Нема работа за младите. Дури половината од нив седат дома без пари и без надеж. Статистиката за источниот регион покажува дека дури 17% од вкупниот број на невработени се млади луѓе до 30 години, односно луѓе во најпродуктивниот период од животот. Вкупно на евиденција на Агенцијата за вработување, работа во моментов бараат 1539 лица помлади од 30 години. Од нив најголем број се откочени 446, следува Штип со 350, Берово со 228, Делчево со 204, Пробиштип со 188 и Виница со 123. Во исто време, компаниите се погласни во укажувањата дека на пазарот на труд недостига квалификуван кадар, подготвен да се носи со предизвиците и барањата на стопанството. Истражувањата покажуваат дека има интерес од страна на странските купувачи, меѓутоа нас не е потребен млад кадар кој што ќе работи во тие компании и на тој начин ќе ги задоволи барањата на се поголем број странски купувачи кои што се водечките брендови во Европа. Токму ова е едно од забелешките и на Светска банка. Новите иновативни компании не можат да најдат квалификувана работна сила, затоа проблемот е во големата миграција, а од друга страна се намалува бројот на ученици кои што се запишуваат во основно и средно образование. Друг проблем е што Македонија има најмала продуктивност на трудот во Европа. Проблем на македонскиот пазар на труд е и малата мобилност на работоспособното население. Стои во извештајот на Светска банка. Од друга страна, најголем дел од младите кои немаат работа се со факултетска диплома и не сакаат да работат во стопанството. Поради ова, се почести се обуките за преквалификација за повозрасни лица. Верифицирана програма на шивач на текстилни материјали. Обуката ќе се одвива во училиштето и во текстилна компанија, тоа е T-Style. Очекуваме бројка од заинтересирани невработени лица од Агенцијата за вработување. Откако ќе добиеме бројката од Агенцијата за вработување, ќе пристапиме со обука и во училиштето и во компанијата. Инаку, на ниво на регион, работа бараат нешто над 9000 лица, секој шести меѓу нив е со неполни 30 години.